Пролета покрај топли денови со себе носи и алергии. Кивање, солзи во очите и гребење на грлото, затнатност, чешање се најчестите симптоми кои ги мачат лицата кои се справуваат со алергиите. Ова е темата на денешната приказна. Прехранбена и биотехнологија, што е врзано и со едно, мислам канцертерапија буквално работа. Нашата инспиративна соговорничка Јана Клопчевска е професор по предметот храна и исхрана на Технолошко-металуршкиот факултет, но и пациент со свое лично искуство со алергија, уртикарија и анафилактички шок. Се случи во летен период, буквално беше јули месец. Суровината што внесов беше свежа туна, која што претходно имав доста години конзумирано. Никогаш не сум имала проблем со морски плодови, со никакви видови на риба, нити во Македонија, нити надвор, каде што сум патувала. Значи секогаш било различни видови, различни земји, никогаш не било проблем. Како јас тоа го размислував и долго го размислував, како да го пренесам, се случи во период кога веројатно мојот организам не беше доволно спремен да го прифати, да речам дека е токсинот од суровината. Имунолошката состојба можеби беше падната и исто така можам да кажам дека емоционалниот, емотивен статус и состојбата во која што се наоѓа индивидуата, сега како професор зборам, е исто така доста битна психолошка состојба, да речем, на самиот пациент, така наречен пациент. Се случи, значи бевме тројца на масата што јадевме, со различна возраст и различен пол, од кои што само јас имав такви симптоми. Не знаев што е уртикарија, се додека не осетив на себе, знаев само теоретски, можам да кажам. Меѓутоа, од благ осип во градите, на градите на кожата, до црвенило на лицето и зуење на ушите како прв симптом. Понатака, некое чудно чувство што се случува во главата, како несвесна состојба почнува да настанува, свесно комуницирав, се движев, меѓутоа знаев дека нешто не е во ред. Во моментот кога сватив дека може да биде некој вид на труење или алергија, побарав лекарска помош од матичниот лекар по телефон, каде што бев упатена се напијам она што го имам дома од син ми, буквално сируп кој што е за деца, меѓутоа кој што може да ми помогне, синопен и слично. Потоа, бидејќи беше недела, се упатив во Јане Сандански клиниката на дежурен доктор. Дежурниот доктор беше доста докторка исплашена, веројатно. Ми стави додатна терапија, меѓутоа ме упати, имате ли кој да ве вози и да се упатите на клиника итно. Значи, во моментот не можев да се видам на огледало, прогресираше буквално од минута во минута никакво се чудно чувство. Меѓутоа, бидејќи мајка ми беше со мене, директно отидовме на кожна клиника, ме пратија и на кожната клиника, не се сеќавам сега името и презимето точно на докторката млада, меѓутоа беше веројатно премногу исплашена кога ме виде и сватив дека е уртикарија и дека последиците се фатални. Не знам колку гледачите се запознаени со состојбата што е уртикарија. Изгледот на пациентот и мојот во тој момент беше како да сум испечена од коприва. Буквално, како кога раката ќе од коприва испржите никако на тој начин, целото тело од глава до пети пројавува. Постепено се симнува надоле, значи алергијата, односно интоксикацијата или труењето настануваше од градите, рацете симптоми, како ситни црвенила, понатака продолжи до глуждовите, че на цело тело продолжи. Бев хоспитализирана итно со синопенурбазол, сите тие концентрации и милиграми колку што требаше. Мислам дека бев 7 дена во таква состојба, со тоа што ми се даде строга на клиника, кај нас во државна болница, во клиничкиот универзитетски центар, ми се даде итна диета која што ригорозна и тоа само внесување првиот ден вода, втор ден лимонада, двопек трет ден и четвртиот ден некаде орест веќе почина. Со тоа што диетата требаше да ја држам 14 дена.
Пред воопшто да добиам терапијата и да почнам со ригорозна хоспитална диета, добив симптоми на нагло повраќање и диареја, што беше, можам да кажам, престрашно за мене. И тоа беше единствениот пат кога најблиску сум била да речеме ајде до таа состојба на смрт. Бидејќи јас знаев веќе што се случува кога се работи за риба. Не треба да подценуваме што јадеме, што мора да знаеме, поготоа е многу битно сега како професор да кажам летниот период, температурите како влијаат и правилното чување. Ресторанска ортикарија е многу често појава. По дијагностицирањето на алергијата неопходна е анализа и работа на имунитетот на организмот. Во денешно време јас од моите сознанија имунитетот станува се послаб. Суплементите може до некое ниво да ни го војачаат, меѓутоа не се само суплементи да пиеме, значи дека наш имунитетот не е висок. Прво, генетска предиспозиција постои, по мене друго начинот на исхрана, начинот на живот, животната средина. Јас имав прилика да живеам неполна година во Австрија, во Салцбург, што е поприлично место каде што има и добра вода, и воздух, и природа, и слично, значи јас осетив разлика. Можам да кажам, играат социјално-економски фактори и икс други фактори кои што нас не предизвикуваат стрес, а го намалува. Конзумирање на антибиотици многу често не уништува флората. Алергијата треба да се дијагностицира брзо со цел да нема компликации, особено кај децата. Симптомите на кивање, затнат нос и течење на носот, печење, чешање и насолзени очи и чувство на притисок во синусите се јавуваат особено со почетокот на пролетта. Причината за овие симптоми во пролетта се најчесто поленовите зрна, кои ги произведуваат и ослободуваат растенијата во фазата на опрашување. Сега актуелно, пошто сме пролет, актуелно се респираторните алергии, значи се што лета во воздухот, тие што се алергични нели на дрва, на трева, на разни полени, на кучиња, мачиња, на домашна прашина, доаѓа во контакт со очите, со носот, со устата и предизвикува алергиска реакција. Со цветањето на дрвјата и цвеќињата, поленовите зрна, чии честички се мали и невидливи за голо око, преку вдишување на воздухот влегуваат во организмот, при што предизвикуваат активирање на имунолошкиот систем на организмот. Алергија представува хиперсензитивност, односно преосетливост на организмот кон даден алерген, кој во овој случај представува поленот, додека алергиска реакција представува реакција на имунолошкиот систем на организмот кон дадениот алерген. Со причинување на алергиска реакција, имунолошкиот систем го штити организмот од штетни агенси. Алергиите представуваат една прекумерна реакција на имунолошкиот одговор на човековото тело. Значи, повеќе одговара него од што е потребно и со тоа го оштетува сопственото ткиво. Сериозноста на алергиите може многу да варира во зависност од личноста и самиот алерген. Понекогаш реакцијата е блага иритација, но може да доведе и до сериозна состојба како што е анафилакса. Но сечките супстанции, алергени кои предизвикуваат алергиска реакција може да бидат храна, полен, спори, микрокрлежи, делови од тело на животните, отров од инсектите и друго. Алергијата на храна или нутритивната алергија или алиментарна уште како е позната, заедно со медикаментозната алергија представуваат еден од најсериозните проблеми во клиничката алергологија. Кога зборуваме за алергија на храна, секогаш треба да имаме во предвид уште еден поим кој што се меша во праксата, тоа е така наречена интолеранција или нетолеранција на храна. Зошто? Заради тоа што се испреплетени симптомите како кај алергијата на храна, така и кај интолеранцијата. Клиничките симптоми се слични и често пати ние клинички не можеме да ги разликуваме, односно да ги
диференцираме помеѓу алергија на храна и интолеранција. Меѓутоа, во патогенезата, односно патогенетските механизми, има и текако голема разлика помеѓу овие два ентитета. Бројот на луѓе кои имаат алергии драстично ќе се зголеми во следните 30 години. Светската здравствена организација предвидува дека половина од светското население ќе биде алергично на една или на повеќе субстанции до тогаш. Растот на алергија веќе е еден тренд подолг период. Се смета дека во светот дури 2/3 од населението страда од некој тип на алергија, а проценките се дека до 2050 секој второ лице ќе страда од некој тип, некоја форма на алергија. Во моментов 10 до 30% од возрастните имаат алергии. Кај децата процентот е до 40%. Има неколку предпоставки, веројатно кои што веќе се издржани предпоставки на светско ниво, значи не само кај нас. Една од предпоставките е глобалното затоплување на земјата. Зошто кога збориме за глобалното затоплување на земјата? Затоа што знаете, ние сме сведоци дека имаме многу благи зими. Имаме благи и влажни зими. А тоа е во прилог на алергиите, затоа што цветањето на растенијата ни почнува многу рано. Ни почнува дури на крајот на февруари со почеток на март. Тогаш ни расцветуваат дрвјата, а сезоната на алергии ќе трае тогаш до октомври, што значи дека цветањето на коровите ќе биде некаде во октомври. Па кога ќе земете вие цветање на дрвата на почеток на март, па потоа тоа трае некаде март, април, мај, па потоа цветањето на тревите, односно полените од тревите, па на крај ни се полените од коровите кои што ни се септември и октомври. Кога ќе го земете тој период на затоплување на земјата и на рано цветање, значи луѓето кои што се сензибилизирани од полените, кои што се склони на алергија од полени, страдаат веќе 7-8 месеци. Во тој случај ние не можеме веќе да збориме за сезонски алергии, но не се само високите температури проблем. Оно што го посочува светот и што е загрижен во однос на здруженија за алергии, фондации за алергии и така натаму, што прават многу студии, многу истражувања. Оно што загрижува, например, Фондацијата за алергии и астма на Америка, има објавено неколку студии докажани дека аерозагадувачите во воздухот, зголемената концентрација на CO2 дополнително ни ги стимулира растењето на цвеќињата, односно ни го стимулира порастот на полените. И на тој начин тоа аерозагадување, само ако имаме повеќе аерозагадување, имаме повеќе поленози по поголема концентрација, едно со друго иде. Значи се повеќе и повеќе. Златен стандард за диагностицирање на алергија е кутен прик тест. Се изведува на рацете, се капна алерген и се гребнува и тука имаме инвиво тест каде што гледаме на раката дали пациентот е алергичен или не е алергичен. Ако тоа не можеме да го направиме, испитуваме алергии преку крв, но тоа е индиректна метода, значи златен стандард е кожни прик тестове. Кога алергиите се тешки, ризикот од здравствени проблеми се зголемува, па затоа е корисно да се знаат најчестите компликации кои би можеле да настанат. Алергијата е прекумерен, значи ненормален, несоодветен одговор према материи кои што кај одредена група на пациенти кои што се склони да направат таков одговор, предизвикуваат, се препознаваат како штетни за телото и се јавува една специфична воспалителна реакција која што тие материи ја потикнале кај, пак ќе кажам, одредени луѓе склони да реагираат така бурно. Инаку тие материи се безопасни за луѓето кои што неја немаат таа склоност, тоа се најчесто полените. Полените представуваат машки полови клетки
и најчесто не сите полени, туку се од дрвјата и тревите и коровите кои што се разнесуваат со ветер. Например, никој нема да биде алергичен на поленов прав од цветот слива, цветот цреша, цветот вишна, но да, ќе направи алергија на поленов прав од леска, од бреза, од евала, буквално каде што имаме како рисички, и од тревите или коровите, но тоа станува збор за едни сезонски алергии. Почнуваат некаде многу порано, затоа што веќе климата на секаде се променува, па и леските не цветат крај на февруари, него почнуваат почеток на февруари, крај на јаnuари да цветат, и после тоа продолжуваат, значи сега од месец мај тревите, и од август некаде завршува со коровите, па се до почеток на ноември ние имаме сезонски, да кажам, алергени кои што потикнуваат несоодветни бурни реакции кај одредена група луѓе склони да ги направат некаде до ноември месец. Но освен, значи, овие, да кажам, природни надворешни алергени, имаме и внатрешни алергени. Тоа се реакции на влакната од домашни миленичиња, најчесто е мачката посебно, да кажам, алергена. Понатаму дерматофагоидите, тоа се оние микрокрлежи, поточно нивниот измет, кои што живеат во затворените простори, кои што се хранат со нашиот епител и најчесто ги има во волнените теписи, во завесите, во душеците каде што спиеме, во ќебињата, во перниците каде што се размножуваат и каде што ги има во огромна бројка. Тие не прават ништо штета како крлежи на нас, но хранејќи се со нашиот епител, кај луѓе кои што се, да кажам, сензитивни на нивниот измет, кои што создале антитела кои што се викаат IgE према нив, тие развиваат симптоми кои што се поизразени буквално кога ќе се ушушкаат нели во нивниот кревет, во нивното ќеби или во нивниот душек. Освен дерматофагоидите, тука се исто така и мувлите кои што најчесто живеат во затворен простор, колку да се ние се обидеме да живееме во стерилни услови, за жал сме немотни, брити малку се потребни спорички, минимална концентрација, значи ние не мора да гледаме мув во санзит па да имаме, но сепак мора да признаеме дека тоа се наши постојани, да кажам, сожители во просторот кој што го делиме, не само во домот каде што живееме, туку и во, да кажам, просторите каде што работиме. Респираторните алергии со респираторни агени, значи, нема да доведат до анафилакса, но ако, накажам, тоа е веќе бурна, многу силна алергиска манифестација, каде што буквално луѓето се плашат кога, да кажам, ќе биде шок орган кожата, кога ќе се јават оние уртики промени, но најчесто е таа предизвикана од нутритивни алергени и многу опасна реакција може да дадат одредени лекови. Значи, денеска луѓето, можам да кажеме, секојдневна пракса, и нешто што е јавено како реакција, можеби не од лекот, можеби некоја вирусна инфекција или бактериска прифаќа како алергија, вистинска сериозна реакција од лековите, токму тоа е поинаков пат на алергија, каде што буквално нели се засега самото дишење. Буквално пациентот ради големиот оток што се јавува на почетниот дел на дишната стеба во ларинксот, може ако веднаш итно не се реагира да доведе до смрт, и посебна опасна е одредена група на луѓе имаат склоност да направат ваква сериозна реакција на убод на инсекти како што се осетер, сошелните, дури и пчелата, на нивниот, значи, отров кој што кај мене, кај вас, ќе направи само локална болна реакција црвенила, а кај нив буквално, значи, многу брзо време се јавува таква реакција која што, ако со нив не носат сериозен лек, кој што се вика, нели, адреналин, кој што, нели, се боцка во облик на пенкало, директно веднаш да се реагира, и ако не биде во близина медицинско лице со соодветна терапија, за жал сме неможни да среќа, тие се многу поретки и се сосем поинаков е патот на алергиски манифестации. Но, ако сакаме да кажеме за тежина, точно, реков, од астма се умира повеќе околу половина милион годишно луѓе умираат. Умираат бидејќи не ја прифаќаат сериозноста на болеста, не ја лекуваат и сега рачунете вие кога некој пациент има астма која што е поврзана со полени, треви, корови, дрвја,
не ја лекува, се најде оденеш во покосена ливада. И како ќе настане на бурна реакција која што може да го доведе во астматичен статус, кој што исто, ако нема во близина медицинска помош, може да заврши премногу лошо. Ретко, но и тоа се случува. Но најчесто тоа се болни кои што не ја прифаќаат дијагнозата дека ја имаат и не ги третираат симптомите. За среќа се многу поретки него во минатото кога не бе измислени лековите во облик на, како што ги вика народот, популарни пумпици, каде што тописко се делува, значи со вдишување. Многу се поретки, но за жал се сретнуваат и тоа пак ќе спомнат и млади лица кои што иако ги имаат симптомите, не прифаќаат. Терапијата е хронична, терапијата е долгорочна, бидејќи, реков, пред се ни е добра контрола на болеста. Што значи тоа? Ако имам ринитис алергиски, да јас дишам на нос, да немам повторувачки синузити, да немам слевање секрет, да немам кашлица, да немам чешање. Ако имам астма, да можам да спортувам, да печачам, да одам на работа, да не отсуствувам од училиште, да спијам навечер добро, значи да имам одлична контрола на болести, да не употребувам пумпици за олеснување на симптомите. Ако постигнам добра контрола на болести, таа добра контрола трае еден одреден период, тоа е сепак во соработка, ние, значи, препорачувајќи ги, почитувајќи ги препораките кои што ги дава Джина Водича за астма, и тоа ни е целта да постигнеме одлична контрола и да се вратиме на првиот чекор на контрола на болеста, кога ќе користиме пумпица само по потреба. Значи, тоа е целта, но третманот е долгорочен, хроничен. Затоа што, кога имате покачен крвен притисок, дали мора да примате постојано таблетки? И тука луѓето се, да кажам, се лажат сами себе. Се нормализирате притисокот, па е прекинувам терапијата. Не, се враќа притисокот, не се чувствува. Значи, терапијата е хронична и долготрајна. Но во денешно време и со ова што го имаме, да кажам, во нашата земја, во нашата Македонија, може, и тоа се гледа преку нашите амбуланти и преку нашите искуства што работиме со овој проблем, да постигнеме одлична контрола. Но треба да имаме една убава комуникација со пациентите, бидејќи некогаш пациентите воопшто, апсолутно дека сакам да ме сватат погрешно, но не може да разберат при првата посета за што станува збор. Значи, треба да направиме убава интеракција, некогаш не може да не разбере што му зборуваме, како е, например, еве исто јас доцирам нека друга професија, може слободно ќе се шурам што се зборува и тоа е нормално. Значи, тука сме ние да најдеме начин да објасниме за што се работи, да се поврзе со терапијата, да ја користи и да ја користи правилно. Значи да бара, еве апел до гледачите кои што имаат дишни проблеми. И ако не разбрале како се користи терапијата, тоа јас јавно кажувам, тоа го знаат пациентите што доаѓаат кај мене, и јас дишам бар со нив апсолутно. Мора да покажеме, да ги научиме, бидејќи и најскапиот лек, и најдобриот лек, ако не се вдиши правилно, ако остане на ниво на уста, а не се вдиши да се расшири до малите дишни патички, каде што е инфламацијата, џабе, он ќе има симптоми, а ќе има несакан ефект од терапијата, бидејќи не ја вдишала правилно, ќе каже пумпицата не ми помага и се врзува за злоупотребата на вентолинот, кој што го нарушува нивното здравје, но се лажат бидејќи тоа е тој што помага. Не, напротив, тоа е тој што одмага. И ако еве има некои од гледачите што премногу често користат вентолин, да сватат дека го загроздува здравјето, не само што не им помага, не само што ја влошува функцијата на срцето, не само што прави на дисрегулација на рецепторите, него е поттикнувач на воспалението, значи ги носи забрзано да направат она што никој не сака кај астмата, тоа е статус астматиков, значи да направат една силно влошување. Значи, одлична комуникација со лекарот, да ја прифатат состојбата, да бидат слободни да го прашат лекарот во тоа време додека се во ординација и да ја понесат пумпицата, зависи кој каков инхалер, сите инхалери се добри, како ја користи, дали правилно ја користи, бидејќи само така ќе се постигне одлична контрола, целта е тоа, и ќе го доведеме пациентот да користи терапија само по потреба, но тоа само во соработка со помогу кој што тој пациент го води. Што се алергиите?
Па алергија или атопија, нели, стручно кажано, представува генетска предиспозиција за создавање на антиген специфично IgE антитело према одреден антиген. Представува комплексна состојба, бидејќи има интеракција на гените со фактори од надворешната средина. И самото тоа кажува дека за да има развој на клиничка манифестација на алергија треба да има генетска предиспозиција. Кога, како и во која форма ќе се развие, тоа само гените знаат што проектирале. Со алергија се живее, само треба да се научи како да се живее. Кога најрано може да се појави алергиската реакција? Еве, например, кај децата, кога најрано се пројавува? Да, значи во литературата стои еден израз атописки марш. Значи, од тој атописки марш почнува се. Тоа е вообичаено во најраната возраст, доенечка, некаде вториот, третиот месец кај доенчето, со појава на црвени обравчиња кои што потоа предизвикуваат како чешање, иритација, вознемиреност. И тоа е една од првите, да кажам, клинички манифестации, каде што кога се на редовна посета кај педијатар се докажува дека има атописки дерматит или екзема, народно кажано. Во истиот тој период, пред и по, да кажам, 2-3 месеци, исто со тој атописки марш во најмалата возраст почнува појава на алергија на протеини на кравјо млеко, кои што се манифестираат со гастроинтестинална симптоматологија. Меѓутоа, атопискиот марш, тоа е поретка состојба. Атопискиот марш со атопискиот дерматит или екзема е многу честа појава. Посебно, како што велиме ние, атописки деца, бели деца, плави деца, генетски, значи оптеретени од родители, од дедовци, значи по хоризонтала и по вертикала оди генетската предиспозиција. И тоа ни е сигнал дека детето има генетска предиспозиција за алергија. Понатаму во животот, вообичаено до 5-та година доминираат нутритивните алергени, значи алергени од храна, меѓутоа клинички се манифестираат со респираторна симптоматологија. Значи има појава на ларингити, кашлици, обструкции кои што се пропратени без температура, тоа е исто многу клучно, бидејќи ако е пропратено со температура, значи е инфект во прашање, меѓутоа тие чести обструкции и ларингити и кашлици кои што не се пропратени со температури, како што кажавме, имало појава веќе на екзем или атописки дерматит, тогаш оди во прилог на алергија, меѓутоа, кога правиме тестирања, најчесто докажуваме на храна. Најчести предизвикувачи на храна во најмалата возраст се млеко, млечни производи, јајца, чоколадо, апетисани, риба, така да има широка палета, меѓутоа се овие најчесто кои што се присутни, а клинички се манифестираат со респираторна симптоматологија. Често пати се нагласува да се избегнуваат некои видови на овошја, како што се јагоди, киви, на многу рана возраст, со цел да се избегне таа... Така, да. Значи, протоколот на внесување на нови вкусови, оние кои што се на доење, нели се на ексклузивно доење до 6 месеци, оние кои што се на адаптирано млеко, веќе со 5-тиот месец почнуваат со пробување на вкусови. Календарот на внесување на вкусови вообичаено ги следи сите оние производи кои што не би очекувале да дадат некоја алергиска реакција или интолеранција. Одредени производи, например, жолчката се дава во 8 месец, бидејќи потенцијалниот алерген се наоѓа во билката, затоа е оставена после годината. Исто така риба. Риба се остава после година. Киви, портокалот почна многу често да дава алергиска реакција, така да и тој веќе се поместува после 9-10 месец да се вклучи. Јагодите е општо познато и останати бобичести, нели, овошја некаде со завршување на 2-та година, во 3-та да се почне. Инаку, бидејќи има порас на алергиските заболувања воопшто глобално во светот, истото е и ке нас, веќе се на високо 3-то место присутни. Ке малите деца до 5 години се проверува дека доминираат нутритивните алергени, а генетиката така некако проектирала и природата да после 5-та година почнат да доминираат воздушните алергени.
кој што сега во овој период сме навистина во сезона на висока концентрација на полен во воздухот и овој период се нарекува сезонски алергии, бидејќи е во времена рамка, некаде од февруар месец, зависно каква е зимата, започнува со рано цветачки дрва, па април-мај следи период на треви, па потоа ни доаѓаат досно цветачки дрва, како липа, како топола, и имаме еден есенски пик на алергени, кој што започнува некаде крај на месец август, со септември, октомври, ако е топла есента, може и ноември да го фати. Значи, тука најчесто потенцијални алергени се амброзијата, коровот, рж може да биде, плевел, така да се неколку, меѓутоа се многу јаки алергени. Како се откриваат? Кога имаме анамнеза од родителите, имаме клиничка слика, следно е исследување, бидејќи докажување на алергија е една комплексна, сеопфатна, да кажам, анализа на се она што ние го добиваме како податок од родителите, клиничката манифестација, исследувањата, и многу е важно на време. Од моето работно искуство, бидејќи секој ден малтене докажувам деца кои што се со алергија, а во меѓувреме давано еден сируп, друг сируп и така натаму, можам да кажам дека реално кај нас има субдиагностика на алергиските заболувања пред се во детската возраст, меѓутоа на многу едноставен начин може да се докаже. Тестот може да се прави инвитро од прс, значи има два типа, инвиво, тоа е кожен прик тест. Тој според протоколите некаде над третата година ке детето, меѓутоа по третата година, обично до првата година не се прави ништо. Веќе со навршување на првата година може да започнат исследувањата. Ги работиме инвиво, значи имаме 5 алергиски панели. Најчесто ке децата се користи педиатриски панел, кој што има комбинација и на храна и на воздушни алергени. Потоа има инхалаторен, има нутритивен, географски панел и комбиниран панел, каде што се испитуваат убоди од инсекти, од глодари, од лебарки, бидејќи тие може да бидат потенцијални, да кажам, за алергиска манифестација. Исследувањето е многу едноставно, како што кажав, се прави, значи, тестот од прст, не е венска линија, доста е безбеден, нема опасност од системска реакција. Се проверуваат еозинофили во носна слузница, значи тие се бели крвни елементи кои што се борат и се првата одбрана при контакт со воздушниот алерген, и работиме 5 диференцијална крвна слика, каде што се одредува процентот на еозинофилите од диференцијалната крвна слика на леукоцитите. Кога ќе докажеме, што е важно, значи родителите не треба да се плашат, тоа не е терапија, туку е превенција. Што значи тоа? Кога веќе имаме дете докажано со одредена алергија, ние превенираме. Значи воглавном се вклучува антихистаминик, доколку станува збор за инхалаторните алергени, тогаш се употребуваат спреови, тоа е нешто што е најдобро, да кажам, во последните години од видови на препарати во медицината, бидејќи е локална апликацијата, значи спреот кој што се аплицира во нос има локална улога да ја заштити слузницата и да ја намали инфламацијата од алергенот, а исто така и оние кои што се инхалирачки кортикостероиди преку уста, така да нема опасност од системско насобирање на тоа кортико во организмот, бидејќи родителите кои ќе слушнат дека треба детето да прима кортико, се плашат, меѓутоа затоа сме тука да објасниме. Меѓутоа, ние превенираме компликации, превенираме одредени состојби кои што може да ја влошат општата состојба на детето. Би сакала да го споменеме и аерозагадувањето, бидејќи се чини како еден од факторите кои што придонесува за пораст на бројот на лица кои што имаат алергиски реакции. Светскиот тренд е дека истото и кај нас, дека многу повеќе се докажани алергии во урбаните средини во однос на руралната средина, сите знаеме зошто. Меѓутоа за оние кои што живеат во град, пред се кај нас, последните години е страшно тоа што не се случува и како аерозагадувањето влијае, бидејќи самото аерозагадување и престојот на отворено и вдишување на таков токсичен воздух на некој начин ја вознемирува слузницата, така да
Имаме ситуации да ке сите оние што имаат астма, да има комплицирање на астмата, значи или некои хронични заболувања од респираторниот систем, да има екзарцербации на тие заболувања. Ке децата, например, се манифестира најчесто со печење на слузницата, иритација на носна слузница, очи, печење и чешање. Имаме ние секогаш препораки нели да не се престојува на отворено, меѓутоа работните и животните нели обврски некогаш го наложуваат тоа, така да и такако докажано е на светско ниво, исто и ке нас, дека аерозагодувањето секако влие во влошување на постоечки клинички слики со алергиско заболување. Децата се почесто страдаат од разни алергии. Многу родители се интересираат дали нивното дете ќе има алергија доколку и тие имаат. Еве што велат податоците кои што ги истраживме во оваа приказна. Алергиите кај најмладата популација се во подем, алармираат лекарите, според кои родителите не обрнуваат доволно внимание на тоа. Причината е веројатно отсуството и на паразитозите. Порано имаше многу паразитози, имаше инфективни заболувања, зборам за години наназад, и децата на тој начин го стимулира оној TH1 одговор, тоа е еден имунолошки одговор кој што се активира кога децата страдаат од некои инфективни причинители, например туберкулоза, имаше порано морбили, и на тој начин кога TH1 одговорот во детскиот организам е застапен, тогаш во тој случај тој TH2 одговор, ние го викаме медицински, кој што е одговорен за алергиите, ќе биде потиснат, значи нема да биде доминантен, а сега е обратно. Едно неодамнешно истражување на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле во Скопје, спроведено врз 440 пациенти на возраст од 2 до 18 години со клиничка манифестација на алергиски ринитис, покажало кои се главните причини за неговата појава. Испитувањето покажало и дека алергискиот ринитис со голем број на алергиски придружни болести има значително влијание на квалитетот на животот и училишните перформанси кај самите деца. Алергиите започнуваат уште од раѓањето. Педиатрите имаат термин атописки марш. Обично започнуваат со проблеми со сува кожа и со екземи. А после може да продолжуваат со алергии на храна, знаете, на мајчино млеко, тоест на вештачки млека, после на секои други храни што се внесуваат во организмот. После тој марш продолжува со алергиски ринит, кога почнува децата да киваат и чешаат ушите, и може да заврши со алергиска астма, каде што веќе имаме сериозни симптоми од страна на респираторниот систем. Така да има теорија дека тоа е една болест со повеќе лица. Затоа тие треба да се третираат соодветно и навремено, бидејќи оваа болест дава широк спектар на компликации уште во најрана возраст. Оно што треба да се направи со децата, да се пуштаат децата на отворено, да играат, да јадат здрава храна, да спортуваат, да јадат многу зеленчук и овошје и на тој начин некако да се заштити. И доколку имаат симптоми, обавезно да се побара консултација со педиатри пулмолози. Има различни теории за настанок на алергиите. Прва е теорија на хигиената. Значи, децата во современото време уште од мали се третираат со сапуни, со шампони и се многу чисти и не се дозволува контакт со бактерии и со вируси, и имуниот одговор е научен да се бори и да учи, пошто не доаѓа во контакт, не се активира и после кога ќе дојде некој алерген, многу бурно реагира, не знаејќи за тоа. Затоа е така, има и теорија дека децата во градот повеќе се подложни на алергии, наспротив тие во руралните области, не сакам да кажам дека тие во руралните области не мијат раце, но генерално таков е трендот на појавувањето. Втора теорија е хемиската теорија. Имаме бум на
на развиток на хемиски производи кои претходно не ни биле. Например, детергенти, разни хемикали во кои доаѓаме, нови хемикали во кои доаѓаме контакт и тоа повеќе се развиваат кожните алергии, а и теорија на исхрана, бидејќи имаме многу хемикали во конзерванси во храните, тоа што јадеме може да предизвика алергија. Очекуваниот раст на алергии кај децата ќе биде последица на повеќе фактори, меѓу кои едни од најголемите се начините на кои хемикалиите во воздухот реагираат со поленот. Други фактори се адитивите во храната, генетиката, но и хигиенските навики. Алергијата на храна делува на оние ткива кои се шок или таргет ткива. Кожата, слузниците на дигестивниот систем, на фаринцот, на грлото. Често пати имаме фарингеален спазам од некоја храна. Понатаму ринитите алергиски може да бидат предизвикани од храна. И многу други клинички манифестации се резултат на алергија на храна. И аерозагадувањето, односно високата концентрација на PM честички во воздухот влијае врз здравието на децата. Аерозагадувањето се смета како еден од тригер факторите за ризикот за појава на рана алергија. Аерозагадувањето во оние градови каде го има придонесува дечињата да бидат многу поподложни на алергии. Кај децата со астма тоа може да придонесе и појава на сериозен астма напад. Тенденцијата за развој на алергии навистина може да има генетска компонента. Не можете директно да пренесете специфична алергија на детето, но ако на пример мајката има повеќе алергии на полен или на растенија, детето може да развие некоја форма на алергиска болест. Дури и кога генетиката го прави детето предиспонирано за алергии, други фактори може да влијаат врз неговата алергиска реакција. Тоа се климатските промени, зарази, состојбата на имунолошкиот систем, земање одредени лекови, па дури и навики за спиење. Има генетска предиспозиција, но тоа е наследно, го добиваат децата од родителите и после го даваат и го предаваат на своето наследство, но е комбинација помеѓу генетскиот наследност и надворешната средина. Например, ако дедото бил алергичен на маче, таткото бил алергичен на маче, а тие немале мачка, никогаш нема да се појави алергија, додека кај внукот, кај детето, ако има мачка, тогаш може да се исполнува алергија. Така вика, никој немаме алергичен во фамилија, но генетиката си едно, а надворешната средина си прави друго. Родителите често се исплашени затоа што не ги препознаваат симптомите на алергија на детето. Патечењето на носот, осипот, проблемите со варењето или раздразливоста на детето го припишуваат на болест или настинка. Алергијата не е болест, туку нарушување на имунолошкиот систем, при што телото станува пречувствително на одредена супстанција која е алерген. Со јакнење на имунитетот може да се спречат алергиските реакции. Веруваме дека поуките кои што ги донесовме во оваа приказна ќе ви бидат од корист. Довидување!